И денешниот состанок на четворицата веќе постојани членови на адхок телото за мониторинг на медиумите во предизборниот и изборниот период заврши без договор, односно Цветин Чилиманов, Слагена Димишкова, Горан Трапеновски и Љубомир Костовски не се договорија за петиот член кој што според договорот треба да биде етнички албанец. Нивната средба заврши за денеска. Според нашите информации, тие се договориле попладнево телефонски да искомуницираат и да разменат неколку идеи, информации. Меѓутоа, со оглед на тоа што, како што кажав, заврши нивната денешна средба во обид да изнајдат компромис за петиот член во ова адхок тело, можеме да очекуваме дека барем утре ќе успеат да се договорат, затоа што веќе минатата недела во среда тие истече рокот кога требаше да се дооформи ова адхок тело и четворицата веќе постојани членови на оваа привремена комисија за мониторинг на медиумите не успеа и денеска да се договорат. Во игра се сите опции, значи отворени се сите опции и оптимисти сме дека до последниот рок, 31 дека ќе најдеме решение. Се договоривме детали за целиот процес, да не изнесуваме, за да не му наштетиме на целиот процес, бидејќи сега сме влезени во цајдлот и мора со мирни глави да одлучиме кој ќе биде петиот член. Се уште таа информацијата дека копијата се кршат меѓу Дауд Даути и Сефер Тахири, како што ни изјави вчера членот на адхок телото Цветин Чилиманов, дека тој и неговата колешка Слагена Димишкова имаат и други предлози, меѓутоа нивните колеги Горан Трапеновски и Љубомир Костовски остануваат на барање петиот член на адхок телото да биде Сефер Тахири. Сепак можеме да очекуваме да дојдат до договор утре. Таква изјава денеска даде и подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска, впрочем слично како и вчерашната изјава на лидерот на СДСМ Зоран Заев. И Шекеринска смета, односно очекува овие четворица членови на привремената комисија до практично до среда, заклучно со утре, да дојдат до договор и да го дооформат ова адхок тело за мониторинг на медиумите, со што ќе се исполни и тој услов за лидерите во среда да можат да седнат на лидерска средба и да ги искажат своите ставови за исполнување на условите за одржување на фер и демократски избори на 11 декември, кој што е датум што се најавува за предвремени парламентарни избори, доколку се исполнат сите услови. Да погледнеме изјавата на Шекеринска. Ние сметаме дека до 31 август можат да се исполнат сите услови кои што беа предвидени во договорот од 20 јули оваа година. Ако има политичка волја, решение на 31 и одлука за избори ќе има. Македонските граѓани долго време чекаат крај на кризата и долго време знаат дека првиот чекор за крај на кризата се фер и демократски избори. Ништо повеќе, но исто така и ништо помалку. Од Социјалдемократскиот сојуз се уште нема реакција на одговорот кој што лидерот на СДСМ го доби од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Да подсетиме само она што го кажавме во претходното јавување, дека од Агенцијата му објаснуваат на лидерот на СДСМ дека потребни се неколку опции, односно неколку предмети кои што ќе бидат разгледувани неколку прилози за да може да се донесе вистинска квантитативна оценка за балансираноста на известувањето. Токму поради тоа и поради искуството од мониторингот во април и мај годинава од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги посочуваат дека 10, најмалку 10 дена се потребни и досега тоа го практикувала Агенцијата за да го следи за да го оцени балансирањето на информирањето на медиумите. Всушност границата од 10 дена и 10 прилози е она што досега за Агенцијата се покажало како најсоодветно. Посочуваат дека ништо во методологијата за следење на предизборното и изборното известување не е случајно ниту арбитрарно, туку дека е во согласност со европските методологии. Исто така од Агенцијата посочуваат дека со овие предлози кои што тие ги предложија во оваа методологија не го кршат изборниот законник, туку напротив и покрај сите недоречености, законски недоречености, тие се обидуваат да го исполнат она што
четирите политички партии го договорија на 20 јули. Од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги посочуваат дека навистина има потреба од 10 дена за да се докаже дали медиумот имал намера да има погрешно или да има известување во некоја насока и дека дури изборниот законник зборува дека се потребни повеќе предмети, односно повеќе прилози да се оценуваат и тој зборува за период од најмалку 7 дена кога треба да се оценуваат овие прилози.